причинува посебна чест и задоволство што денес можеме од името на Федерацијата на универзитетски наставници, тренери, едукатори по кинезиологија Фунтек 7 од Скопје, Сојузот на училишен спорт на Струмица, Унијата на спортски педагози Кисела Вода, Општина Струмица и Општина Кисела Вода, на јавноста да ја соопштиме дека 2 и 3 јуни во Струмица е празник и ја одржуваме петтата меѓународна научно-стручна конференција од областа на кинезиологијата. Причина за одржување на ваквата конференција се двата научно-истражувачки проекти кои ги реализираме во веќе споменатите општини за следење на растот и развојот на основците и децата од јавните детски градинки. После 40 години, можам слободно да искажам дека е ова историски и пионерски потек во Република Македонија се спроведува научно-истражувачки проект од областа на кинезиологијата, односно водење грижа за здравието за нашите најмлади поколенија. Заслужни за ова, и ја користам таа прилика јавно да се заблагодарам, се градоначалникот господин Зоран Заев и Советот на општина Струмица, градоначалникот господин Маријан Ѓорчев и Советот на општина Кисела Вода, кои овозможија научно-истражувачките тимови од Струмица во број од 70 истражувачи и во Кисела Вода исто така во број од 70, да можат своите научни знаења да ги проверат на 11.000 испитаници, од кои 600 до 700 се отприлike за децата од јавните детски градинки. Зошто велам отприлike? Бидејќи податоците се во фаза на обработка и во моментов не можеме точно да кажеме, затоа што проектите уште малце трајат, за неколку дена ќе бидат комплетно завршени мерењата, значи остана уште во Кисела Вода да се заврши. На оваа меѓународна стручна конференција имаме и представници од околните земји, односно од Република Србија. Ни доаѓа заменик директорот на Републичкиот завод за спорт и медицина, магистар Ацо Гаевич, раководителот на моторичките истражувања, господин професор Живко Паневски, во име на Факултетот за физичка култура од Ниш и во име на деканот доаѓа господин професор доктор Милош Николич, и од Република Црна Гора, во името на владата на Република Црна Гора и Бирото за образование, господинот Брајковиќ. Меѓу другите, во текот на утрешниот ден по отварањето на конференцијата, воведничар ќе биде председателот на Федерацијата на училишен спорт на Република Македонија, професор доктор Александар Туфекчиевски. Еден од главните истражувачи во двата проекта, професор доктор Ванчо Попетровски, јас од името на сите овие институции кои што ги искажав и како раководител и главен истражувач на двата проекти, од мене лево професор доктор Славица Новачевска и професор доктор Серјожа Гонтарев од името на Унијата на спортски педагози Кисела Вода во Скопје, од мене десно професор Вера Божјанова и професор Драган Јанков во името на Сојузот на училишен спорт од Струмица и општината Струмица. Темите за кои ќе разговараме се развојни тенденции и промени на антрополошкиот статус кај учениците, односно и средното образование, во основното и средното, валоризација на програмите по физичко образование во основните и средните училишта од Балканскиот регион, физичко образование во предучилишни установи и во програмата ни е предвидено слободни теми, тоа значи дека од 20 пријавени научно-истражувачки и стручни трудови имаме од областа на карате спортот, имаме од областа на кошарката, од пливањето, од предучилишниот дел вежбите за најмалите деца и така натаму. Генерално, нашата задача која си ја поставивме пред година дена, овој момент можам слободно да кажам дека успешно ја завршуваме во незината прва фаза. Втората фаза почнува веќе од 10. јуни и ќе трае некаде до 15. август, која ќе се обработат сите податоци и од проектот работен во Струмица на 5300 ученици и околу 400 деца од градинките и скоро исто толку во толкав број работен проект во општина Струмица.
На 1. септември во општина Струмица ќе бидат презентирани резултатите, зашто ќе излезе монографија во печатена форма. Испитаниците и нивните родители и училиштата ќе добијат личен картон за секој ученик, учесник во овој научно-истражувачки проект. Исто така ќе се случи во општина Кисела Вода и во тие училишта, со крајна цел, покрај веќе споменатите податоци, да ги соопштиме и да ја соопштиме надареноста на децата, значи во својот личен картон ќе има 3 варијанти, секое дете како гласно и јасно соопштение до родителот за кој спорт е талентирано. Со тоа, двата научно-истражувачки проекти работени во општина Струмица и во општина Кисела Вода ќе бидат конечно затворени. Ви благодарам.